Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, во текот на вчерашниот ден ВМРО ДПМН имаше редовна седница на извршниот комитет и една од точките на која што опсежно и долготрајно се разговараше беше темата за пописот на населението во Македонија. Она кое што беше заклучено после долгата и опсежна дискусија е следното. Имено, попис е потребно да има, но тоа е потребно да биде статистичка операција, а не политичка операција каква што се подготвува од страна на владеачкото мнозинство. Попис е потребно да има за да можеме благовремено, навремено, да ја планираме развојот на економијата, образованието, здравството, земјоделието и така натаму. Затоа што не е сеедно да пресметувате бруто домашен производ од 11 милиарди евра на политички консензуален договор на население од 2 милиона жители и резидентно реално население од 1,5, 1,6, 1,7 милиони жители. Зошто? Затоа што тоа директно влие врз кредитниот рейтинг на државата, а кредитниот рейтинг на државата директно удира по джебот на граѓаните, бидејќи задолжувањето кое што понатаму граѓаните полнејќи го буџетот го враќаат, може да биде значително поголемо, доколку статистичката операција попис е практично политичка операција каква што планира да спроведе владеачкото мнозинство. Попис како статистичка операција се прави откако претходно ќе се постигне национален, општествен и политички консензус, што во овој случај изостана, бидејќи во рамките на парламентарната комисиска расправа опозицијата предложи 40 амандмани и можете да претпоставите, македонска јавност, дека ниту еден од тие 40 амандмани не беше прифатен од страна на владеачкото мнозинство, туку директорот на Државниот завод за статистика беше благо укорен од председавачот на комисијата: немој да се мешаш, затоа што све е веќе договорено. Поради ковид пандемијата, ќе наведам неколку држави, многу поразвиени од Македонија, кои што веќе го одложија пописот. Имено, Германија, пописот планиран за 2021 година го одложи за мај 2022 година. Шкотска, пописот планиран во 2021 година го одложи за март 2022 година. Ирска, пописот планиран во 2021 го одложи за април 2022 година. Неколку примери од соседството. Романија, пописот планиран во 2021 поради ковид пандемијата го одложи за јуни 2022 година. Соседна Србија за октомври 2021 година, Бугарија исто така, а во план е и Хрватска да го одложи пописот поради ковид пандемијата и се разбира ужасната несреќа, природна непогода која што се случи поради земјотресите во областа на градот Петрина. И така натаму. Има уште многу примери за кои што би можел сега да дискутирам, но да не оптеретувам оваа пресконференција. Да заклучам, станува збор за многу поразвиени држави од нашата, но и држави од соседството, кои што поради неможноста да се спроведе оваа статистичка операција, истата ја одложија за една година. Доколку оваа операција не е политичка, тогаш ВМРО ДПМН бара одговор на следниве прашања. Попишувањето е предвидено без покажување на било каков доказ и лична идентификација да биде завршено со едноставно диктирање на матичниот број. Дали може да се случи едно лице да диктира повеќе матични броеви без при тоа да покаже соодветен доказ дека тие во моментот се резиденти, односно се наоѓаат во територијата на Република Македонија. Понатаму, она кое што е важно да се напомене е фактот дека постои се уште институтот политички двоен потпис. Зошто е потребен политички двоен потпис ако навистина станува збор за статистичка операција? И нека наведат уште неколку такви примери властодржците каде се спроведува на овој начин попис. Понатаму, велат попишаните матични броеви ќе бидат вкрстени со базите на податоци. Кои бази на податоци? До овој момент ниту една база на податоци не е позната на македонската јавност која што ќе биде користена. Понатаму, ќе се спроведува попис според методологија која што се уште официјално не е излезена во службен весник, а денеска на дневен ред во рамките на парламентот се наоѓа законот за попис,
кој што предпоставувам ќе биде усвоен без претходно да биде позната методологијата по која што ќе се попишуваат граѓаните. И така натаму. Има уште многу аргументи кои што во следните 3 дена пратениците од опозицијата во рамките на парламентарната дебата ќе ги рефлектираат на собраниската говорница, а зошто велиме 3 дена, бидејќи повторно на сцена стапува дивењето на владачкото мнозинство и се злоупотребува европското знаменце, а се злоупотребува затоа што е јасно дека не е статистичка операција, кријат, се плашат од јавна дебата, туку истата ја претворија во политичка операција. Затоа, ВМРО-ДПМН даде неколку конструктивни предлози, од кои што предлогот за попишување со помош на терминали за отчитување на отисокот од прст е оној кој што може да гарантира на вистина статистичка операција и попишување на резидентното население кој што во овој момент се наоѓа во Македонија, а не политичка операција каква што на сила се подготвува да спроведе владачкото мнозинство. Уште една небулоза беше рефлектирана од страна на власта изминатиот период. Ако ме прашате која небулоза, тогаш одговорот е јасен, дека со терминалите за отчитување на отисок од прстот ќе биле дополнително потрошени средства и тоа било дополнителен трошок, што е навистина една огромна лага, бидејќи согласно измените во изборниот законник кои што ги гласаа сите политички партии, вклучително и партиите кои што се денес дел од владачкото мнозинство, на следните локални избори предвидено е граѓаните своето гласачко право да го изразат токму користејќи ги овие терминали за читање на отисок на прст. Така што истите тие терминали можат да бидат искористени и за оваа статистичка операција на попис. Но повторно лаги, спинови и извртување на вистината. Тоа е она кое што го бараше ВМРО-ДПМН. Затоа, да заклучам, ВМРО-ДПМН на вчерашната седница на извршниот комитет го донесе следниот заклучок. Веднаш владачкото мнозинство да го повлече законот за попис од собраниската дебата и да организира внатрепартиска и внатредржавна дебата на целата територија на Република Македонија, да ги обедини сите политички чинители, сите општествени фактори, за да може да дојдеме до консензуално решение како треба да изгледа оваа статистичка операција на попис. Доколку тоа не се случи после очигледната злоупотреба на европското знаменце, тогаш ВМРО-ДПМН ќе се мобилизира заедно со граѓаните и ќе поднесе иницијатива до подрачните единици на Министерството за правда за собирање на потписи за предлог закон кој што ќе биде доставен до собранието за поништување на овој закон кој што по насилен пат планира парламентарното мнозинство да го донесе. И за ова ги повикуваме сите граѓани, без разлика на нивната политичка припадност или неприпадност, без разлика на нивната етничка и верска припадност, да ни се приклучат и придружат, затоа што на Македонија е потребен попис кој што ќе даде одговор на статистичките дилеми, а не повторно попис кој што ќе биде политички и попис кој што нема да даде одговор на прашањата кои што ја засегаат македонската јавност. Повторувам, ВМРО-ДПМН заедно со граѓаните ќе отпочне иницијатива на собирање потписи во Министерството за правда и како резултат на тоа собирање на потписи и таа иницијатива ќе доставиме предлог закон во собранието со кој што ќе предвидиме поништување на овој закон кој што по насилен пат се подготвува владачкото мнозинство да го донесе и за ова повикуваме на масовна мобилизација. Доколку и покрај тоа и овој предлог закон одлучи владачкото мнозинство да го игнорира и да игнорира волјата на илјадници, десетици, би рекол стотици илјади македонски граѓани, тогаш ВМРО-ДПМН јасно кажува дека резултатите од овој попис нема намера да ги признае и идните раководители на институции кои што ќе бидат избрани како предлог на ВМРО-ДПМН, резултатите од овој попис немаат намера да ги почитуваат. Затоа апелираме на разум, апелираме на државотворност и апелираме на консензус општествен и политички пред било што да се дрзнат да направат од владачкото мнозинство. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете, ви стојам на располагање.
партија за кој не се открива речиси ништо и околу неговата изјава на Захариева Македонија не се надевала на подобри работи после изборите во Бугарија, туку дека можело полоша да биде. Видете, од она кое што е јасно, а кое што македонската јавност може да го види, е фактот дека се распродава македонскиот идентитет. И ние тоа го зборуваме уште во октомври месец, дека на маса се услови кои што немаат никаква врска со претходно подпишаниот договор за пријателство. Затоа што тоа се услови директно кои што представуваат негирање на македонскиот идентитет. Од октомври месец, кога првпат на македонската јавност соопштивме дека практично се преговара за нешто што не е дел од договорот, па до денес, цело време, сето тоа кој што го тврдевме беше негирано од страна на владата, од Османи, од Заев, од Димитров и од останатите. Но гледаме дека таков документ постои. Наречете го non-paper, наречете го roadmap или патокас, наречете го анекс, како сакате наречете го. Но фактот е еден, дека станува збор за документ во кој што се дефинирани нови услови кои што ние треба да ги прифатиме, меѓу кои, она што зачудува е да политичари и меѓувладени комисии дискутираат за бизниси. Замислете за железници, за автопатишта, за телекомуникации, за банки и така натаму и дополнително се дискутира за македонскиот национален идентитет. Секој оној кој што денеска, политичар, ви вели и ви дава одговор дека не се дискутира, лаже и манипулира со македонската јавност. Да, на маса, покрај бизнисот, што е за мене несватливо како политичар, е и македонскиот идентитет. Ја повикувам владата, ги повикувам и Зоран Заев, и Бујар Османи, и Никола Димитров да го покажат документот со 12 точки. Македонската јавност не ги гласаше и на оние наместени и украдени мафијашки избори на 15 јули, за да тие си играат со единината на граѓаните и со единината на македонскиот идентитет. Нова држава и треба конструктивна власт. И затоа ги повикувам на разум, веднаш да излезат со документот и да го покажат, да се охрабрат на дебатата во парламентот кој што ја организира пратеникот Милошевски, да се појават и да дискутираат пред пратениците и пред македонската јавност. Доколку нема што да кријат, доколку не распродаваат, тогаш, ајде господа, охрабрете се, излезете пред македонската јавност и отворете ги картите. Доста е криење, доста е лажење, доста е манипулирање. Да, Велески македонска телевизија. На последната ваша пресконференција чинам овде порачавте дека и неколку чекори ќе ја рушите актуелната власт. Првиот беше интерпелацијата за вице-премиерот за интеграција, но очигледно е дека тие чекори некако барем од ваша страна тешко да и може тоа да остане како сама најава, затоа што ниту интерпелацијата досега не е стигната во собрание. Што планирате во наредниот период околу тие идеи и ако ми дозволат колегите само накратко, дали во тој предлог на ВМРО ДПМН за поништување на законот за попис би стоело и евентуално кога би се одржал според вас попис, кога треба се? Да, благодарам на прашањето. Најпрвен за првиот дел од вашето прашање, не е точно дека не е стигната интерпелацијата. Интерпелацијата е подпишана и е стигната во рамките на парламентот, поднесена е, а врз основа на информациите кои што ги имам во текот на вчерашниот ден од пратеничката група, веќе следната или неделата потоа ќе биде на дневен ред во рамките на парламентот и ќе може да се дискутира за интерпелацијата на Димитров. Така што очекуваме во најскоро време, веќе следната недела истата да биде ставена на дневен ред, според најавите кои што до мене стигна во текот на вчерашниот ден. Што се однесува до другите чекори, рековме дека ние внимателно ги планираме нашите чекори и внимателно чекориме. Сите оние кои што мислат дека треба да сме брзоплети, емотивни и циркузантски да се однесуваме на политичката сцена, тоа не доликува на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е државотворна партија и ВМРО ДПМН го интересираат исклучиво државните интереси и интересите на граѓаните. Така што во периодот кој што следи, ќе биде македонската јавност и граѓаните сведоци на чекорите кои што ќе бидат преземени од страна на ВМРО ДПМН. Прв таков чекор е интерпелацијата за Димитров, кој што, ќе повторам, очекувам следната или седмицата потоа да биде ставена на дневен ред на некоја следна собраниска седница.
околу датумот за пописот, најпрво да почекаме, бидејќи првиот наш апел е веднаш денеска да биде повлечен, да почекаме, а потоа ќе ја конципираме иницијативата. Иницијативата ќе биде претходно на пресконференција поделена до новинарите, до јавноста, а потоа ќе биде поднесена до подрачните единици на Министерството за правда.